Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Убиецот Љупчо Палевски вчера е уапсен во Турција, во градот Бали Кесир. Тоа е тука во западниот дел од Република Турција, близу Истанбул, близу Бугарија. Турција ќе го екстрадира овој човек кој се терети за убиството на 14 годишната Вања Ѓорчевска, ќе го екстрадира И на Велешанецот. И на Велешанецот, да, се извинувам, Панче Жежовски, ќе се очекува екстрадицијата во најбрз можен рок. Понатаму вчера беа спроведени и шишани во комбилизони останатите осомничени, на кои им е одредена по 30 дена притвор веќе. Тоа значи дека тие ќе бидат во притвор и ќе почне дополнителна истрага и судски процес. Треба да го очекуваме обвинението детално. Она што е симптоматично во целиот овој случај е што службите постојано били информирани каде е тој во тој момент. Вчера тоа го дознавме, сега прашањето е како не биле информирани претходно кога избегал од државата. Нема да навлегувам сега во теорија на заговор. Евите, сметам дека веќе, знаеш, тешко ми е да зборувам. Не влегате, молам. Да. Сега да издржа до сега. Тешко ми е секој ден веќе да известувам за случајов толкова траурно. Меѓутоа види, да веру, Љупчо, во вакви ситуации сме зборували. Да следиме службената верзија, да следиме што излегува од МВР до обвинителството. Тоа е тоа. Зошто, како, за таа работа еве ќе седнеме денови, ќе ни објаснат луѓе што занимаваат. Има професионалци, не влегувај се. Знам дека е претешко, преголемо, знам дека емотивната цена што ја плаќаме сите е превисока. Како општество е превисока, да. Да, но тоа е тоа. Се случуваат вакви работи. Ниту сме први, ниту сме последни, ниту сме нешто специфични. Секој општество кога се судри со ваков шок, вака реагира. Да немаме дилеми никакви. Ништо сме, по ништо ние не сме поразлични од било кое друго општество. Меѓутоа, само да ги да пратиме еден апел до луѓето, малку да се смират страстите на социјалните мрежи, затоа што навлегуваме во една спирала во која ризикуваме да ни се случи нешто што се случи во Србија пред 3-4 години кога една пејачка беше убиена. Тоа е денонокно медиумите и порталите, затоа што имаат многу посетеност поради такви вести, да се информира за ова. Тоа може да стане малку штетно по колективното ментално здравје. Го имаме убиецот, фатене, очекуваме судење, да видиме што ќе се случува. Следете ги службените верзии, престанете со вестите што рекла комшивката, што рекла свекрвата, кој како, знаете, таблоидизации на убиство што се случуваат. Тоа не е ни професионално новинарство, тоа не е ни професионален пристап код медиумите. Треба да се смири топката, следете службени информации, таблоидизацијата не ја кликајте, затоа што ако не ја кликате ќе престанат да пишуваат такви вести. За да не престанат да ви доаѓаат на вашиот профил ако престанете да кликате такви вести. Како? Алгоритмот. Ако кликаш такви работи, такви ќе ти ги покажат. Да. Затоа многу е важно во овие моменти да се одржи едно стабилно јавно мислење, затоа што нашата земја ја очекуваат други предизвици, големи предизвици. Да. Ова е монструозно, ова е нешто неверојатно гнасно, но не смееме да влеземе во спиралата, затоа што на психопатот кој стои зад се ова, можеби тоа му била и намерата. И последното, мислам, некако сватат тоа како апел од власта, еве, тешко ми е, еве да им помогнеме.
Тргнете ги Оливер Спасовски и Бубевски од екраните, не знаат, не се сноѓаат во работа со јавноста. Дајте луѓето професионалци од истрагата и од обвинителство и од полиција. Тие што живеат секој ден со ова, нека излезат, нека би ја брифираат јавноста, ќе ја смират јавноста. Тргнете ги Бубевски и Спасовски веднаш од екраните. За лична промоција на Оливер Спасовски и за тоа да покаже нешто, им беше облечен комбилезон и беа ишишани лустер вчера, овие четворицава, дел од нив потврдени монструми, дел судската пресуда нели ќе докаже. Тоа, согласно правото, може утре некој од нив да го проблематизира на Страсбур и да им падне случајот поради нефер судење, затоа што во демократски земји тој комбилезон се облекува откако ќе го осудат. Ова е класично кршење на дел од протоколите од страна на Оливер Спасовски и Бубевски за нивна лична промоција. Еве неколку сме мокни, што ќе им направиме на убиците, сите ги мразат. Тоа може би така изгледа, но кршењето на постапка може да ја чини многу оваа земја. И затоа памет во глава, не се битни вашите кариери, битно е прво правдата за Вања да биде задоволена и второ да научиме некакви поуки од тоа. А ова не е поуката што треба да ја научиме. Ивица, да се префрлиме до оваа тема. Да, готово. Наш гостин ово утро е Миле Левков, пратеник од ВМРО-ДПМН. Миле, добро утро. Си извинувам вага што го купиравме првиот дел од емисијата со овие системски, со овие траурни информации. Во вториот дел би сакал да зборуваме за политика. Сигурно и вие ги следите овие настани, сигурно и вас ве. Па, добро утро. Најпрви да изразам сочувство до семејството на жртвите, да изразам најголемо жалење. Се согласувам со она што кажавте, навистина треба да најдеме сила и начин да се отргнеме од овие теми, меѓутоа верувате, во Македонија не остана едноставни теми за кои што можеме да зборуваме. Од една во друга тема, за жал, е од мрачна помрачна. Погледнете ги последните случувања, дали станува збор за онкологија, дали станува збор за Бесатран, за Ласкарци, за пожарот во модуларната болница, дали станува збор за секојдневни криминали кои што ни се случуваат, или ова по последното траурно, монструозно случување. Од сложена влегуваме во уште посложена ситуација. Едноставно се создава ситуација во која што во Македонија македонците се препуштени на својата судбина. И тоа е основниот проблем. Така да се согласувам со вас и се приклучувам кон оној апел дека треба да бидеме разумни и особено оној апел конечно нека се тргнат од телевизиите, затоа што не можеме да поднесеме уште една кампања како онаа која што ни се случуваше за време на ковид и корона кризата, кога знаете дека Македонија за жал беше на врвот по смртноста, кога одредени политичари се правеа сами себе си најпопуларни политичари благодарејќи на вакви пресконференции. Едноставно да престанеме да ја загадуваме јавноста со вакви вести, затоа што веќе на секого му е јасно кој е главниот проблем во Македонија. Македонија нема друг проблем, основниот проблем е криминалниот проблем, проблемот кој што го имаме со криминалот. Немаме други проблеми, односно изворот на сите проблеми лежи токму во криминалот и во криминалната база која што се создава на најразлични основи. Од една страна имате крадење на државниот буџет, фирми кои што ви се појавуваат како партиски донатори на ДУИ кои што земаат и користат тендери, од друга страна гледате менуе на закон за игри на среќа за некој лукративно да се збогати. Имате скандали секојдневно на најразлични основи, така да треба да си признаеме дека не имаме влада и постава која што не само дека не успева да се спаси со криминалот, туку за жал предизвикува и негово метастазирање. Во таа насока се и средбите кои што ги остваруваме, потребно е да се организираме за изборите, потребно е да се анимира буквално секој поединец во Македонија, затоа што никој од нас, јас лично не прифаќам да бидеме робови на сопствената судбина. Вчера тоа го говориме и ќе го говориме пак.
Палевски еве го уопсен и ќе биде донесен во Македонија. Но неговите платформи за ширење на омраза, медиумите преку кои тој ја ширеше омразата и ги екипираше, ги собираше овие психопати околу себе. Тие медиуми и понатаму продолжија, еви синоќа и претходно со полчовизмот. И понатаму слушаме палење, бесење, убивање, лаги, инсинуации, работи кои не се случиле, теории и така натаму. Токсичната атмосфера која што се создава си има своји последици. Една од последиците е за жал и ова што го видовме. Меѓутоа имаме многу сериозни проблеми. Еден од сериозните проблеми е амбиентот на неказнивост во државата. Друг сериозен проблем е дека и ние за тоа зборувавме многу често и овде чинам дека зборувавме и во собрание. Ако сте поддржувач на оваа влада, ако сте поддржувач на СДСМ и на ДУИ на било каков начин, едни од поддржувачите се оние кои што и даваат безрезервна поддршка, другата страна од поддржувачите се оние кои што ја напаѓаат опозицијата и кои што ја обвинуваат за се и се што. Ако се наоѓате во таа група, тогаш за вас помалку или повеќе ви се отворени сите врати или ви е дозволено да ви се гледа низ прсти. Тие проблеми можеме да ги видиме секаде. Дали од неплаќање данок, дали од користење на државни тендери. Ајде одиме во една тема која што беше критична и клучна за вашето денешно гостување. Вчера разбравме дека се донесени битни одлуки на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Вие како член на извршниот комитет сте денеска гостин. Кои беа одлуките? Да, вчера вечерта имаше извршен комитет кој што уследи после лидерската средба која што се случи во собранието, каде што практично беа утврдени датумите за избори, тоа се 24 април и 8 мај. Поради тоа мораме да започнеме со одредени подготовки. Една од подготовките е дека според статутот и според начинот на организирањето на партијата престануваат да функционираат општинските комитети и се формираат општински изборни штабови. Беше утврдена динамика како ќе се формираат тие општински изборни штабови кои што ќе треба да се занимаваат. Значи ВМРО е во спроведување, да. Во изборен филм така да кажеме. Започнува мобилизирањето на сите сили, започнува и организацијски и структурна и програмска подготовка за престојните избори. Една од значајните одлуки би рекол беше тоа дека имаме и председател на Републичкиот изборен штаб, тоа ќе биде председателот на партијата професор доктор Христијан Мицковски, негов заменик генералниот секретар Ѓорѓе Сајковски, со што се остваруваат предусловите за почеток за работа и за структурно и функционално и организацијско Може ли да слушнеме кој е календарот на вашата партија до изборите? Горе-долу како изгледа? Веројатно сте го утврдиле. Да, она од кој што се утврди, беше утврден датумот за конгресот за избор на председателски кандидат. Конвенцијата, тоа треба да биде 2 март. 2 март, според статутот на партијата треба делегатите и огласот да бидат објавени најмалку 30 дена порано. Тоа не наведува дека на крајот на јануари, некаде 26-27, ќе треба да завршат и постапките во рамки на партијата, тој извршен централен комитет. Значи кандидатите ќе се знаат месец дена претходно? Да бидат објавени огласите. Не, ќе се знаат делегатите, бројот на делегатите, делегатите треба да се знаат и да започне, нели? Ама тоа е статутарно, веројатно имате некој. Тоа е статутарно, во меѓувреме се финишираат листите со делегати затоа што има методологија како се избираат. Добро, на конвенција ВМРО ДПМН повторно го бира традиционално, добро? На конвенција и ќе биде познат кој ќе биде председател. Значи повторно ќе биде конвенција со повеќе кандидати кои што досега било во историјата на партијата. Добро. Со предкампања партиска, со вакво, добро. Ќе видиме тоа. Левков, сега ќе се вратиме малку назад. Имам едно прашање со кое го затвараме првиот дел од емисијата, по кој ќе одиме во вториот дел од емисијата, во кој целосно ќе оставиме оваа тема. Оваа хроника и оваа хистерија која се шири
ќе влијае ли на изборниот процес? Јас не сакам да верувам во теорија на заговор дека ова е некаков план за дестабилизација, затоа што за убиството сепак стои партија. Знаете. Раководство на партија. Дестабилизација е многу сериозен збор и треба да бидете внимателни. Да, и сме внимателни, но дали ова атмосфера мислев дека во насока дека вчера на пресконференцијата го слушнавме од министерот на поставено прашање, видовме како го избегна. Треба да бидеме внимателни кога користиме изрази како дестабилизација, затоа што тоа се навистина тешки зборови. Не само овие случувања, туку и целото ова владење за жал има своји последици и гледаме последиците и тие се покажуваат и на анкети. Например, имаме од една страна имате историска предност на опозицијата која што никогаш порано не била поради незадоволството 2,5-3 пати спрема еден имаме спрема владеачката партија или спрема владеачката коалиција. Од друга страна и луѓето и сами го знаат тоа дека влада една апатија, една разочараност, една би рекол недоверба во институциите и тоа повлекува и недоверба кон иднината. Меѓутоа ова предизборие и ова кампања ќе треба да ја употребиме и ќе употребиме најпрво да ја вратиме надежта кај народот, да не бидеме робови на својата судбина, туку да бидеме господари на својата судбина. Верувајте ми, со функционални институции, со сплотено, со почитување на законите, со правната, со почитување на правната држава, наместо слуги на своите судбини, можеме и Македонија заслужува да бидеме господари сами на својата судбина. Одиме со кратка пауза за реклами, по која ќе се вратиме во вториот дел од емисијата, каде што ќе говориме за црните листи, за политичката состојба, за најавите дека можеби други владени функционери ќе се најдат на црните листи на САД. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Левков, коментиравме во паузата за вчерашната пресконференција на Оливер Спасовски и непрофесионалноста негова во делот на полицискиот дел. Значи, секоја чест, да повториме за да не сватат погрешно слушателите, секоја чест за полициските службеници, секоја чест за инспекторите, секоја чест за оперативниот штаб кој го разреши се ова и толку брзо го имаме убиецот овде. Секоја чест. Но тоа не е изговор некој да седне да се прави политички поени до ниво Левков вчера да видиме дека градоначалник на Карбинци, една мала општина во источниот дел на Македонија, беше нападнат на пресконференција. Тоа беше недозволиво. На пресконференција на која што вие зборувате за еден грозоморен чин, за двојно грабнување, двојно убиство, каде што имате безмалку помагатели, имате елементи на злосторничко здружување, вие да го искористите за да споменете градоначалник кој нема врска со случајот, кој што доаѓа од политичка партија која што е спротивна на вас, само затоа што во неговата општина одредени дечиња почувствувале опасности и пријавиле. Сам тоа е недозволиво. Од една страна да зборувате за политички поени, од друга страна да имате пресконференција на која што сте истакнале и истакна толку многу политички ставови, меѓу кои и спомена градоначалник на општина. Апсолутно недозволиво однесување за еден министер за внатрешни работи, особено не на ваква пресконференција. Исто вчера беа нападнати токму и полициските службеници од Спасовски. Рече несомнено е дека некој од МВР дал информации за убиствата на Вања и на Панче, на осомничениот организатор и спроведувач Љупчо Палевски Палчо, со што побегнал во Македонија. Добро, господине Спасовски, можевте да кажете од МВР коса црта, можевте да ја спомнете и вашата политичка партија, затоа што политичкото делување на овој човек во изминатиот период беше насочен токму кон тоа. Нели, двоење на опозицијата, напаѓање на едната страна повеќе и така натаму, така што еве, чиме толку и милион прашања има, ајде сега да ја оставиме тема. Левков, Кочо Ангјушев вчера беше стаја на црната листа на Соединените. Само една работа да кажем. Најпаметна стратегија ќе му беше на Оливер Спасовски да не политизира воопшто од ова. Што направи сега со оваа работа? Сега со оваа работа
она што викаат американците, ја отвори конзервата и излегува сите црви. Знаеш како изгледа црвјосна конзерва кога се отвори. Штом почна да политизира, сега легитимна цел ќе бидат сите за политизација на случај кој што не требаше да се политизира. Да. Значи една грешка, енормна грешка. Ова не е за политизација. Оливер Спасовски греши вчера и направи луда грешка. Не е моментот за политизација. Апсолутно согласен. Кочо Ангјушев вчера беше ставен на црната листа на САД поради злоупотреба на службената положба. Тоа е официјалното објаснување вице од State Department. Да. Тоа кривично дело ние го укинавме во Македонија. А они за тоа кривично дело, Добро, што не е заради корупција, од да, коруптивни заради причини. од коруптивни причини, тој и целото негово семејство не можат да влезат, да имаат бизнис, да имаат имот во Соединетите Американски држави. Стајани си и неговиот брат, и неговата сопруга, и неговите деца кои се полнолетни. Точно Ангјушев не е правосилно осуден во оваа земја за ништо. А ни се случуваат тие проблеми на нас, ако ги погледнете и предходните случаи, имате актуелен градоначалник кој што ви е ставен на црната листа. Да. Ставање на црна листа практично што значи? Значи дека вие во Соединетите Американски држави, нели, иако го зборуваат оној дел, нели, дека добивате забрана, меѓутоа со тоа што се наоѓате на црната листа, вашите бизниси практично се ставени на со ставањето на црна листа не можете да инвестирате, не можете да тргувате, не можете да... Мислам дека не може деловен однос да имате. Тука Се знаеш, тука во сообщението пишува само влез. Затоа што нели вчера кажа Ангјушев имал бизнес таму. Ако се наоѓате на види во позадина има некои цивилисти кои што Да, добро, артикалот кој беше цитиран, членот, се извинувам на англицизмот, предвидува и ова со бизнисија. Сличен беше примерот со Сашо Мијалков, па после свативме дека мораше да го продаде Мериот за да остане нели франшизата, затоа што е американска компанија. Значи, целта на резолуцијата е токму тоа. Односно, коруптивните играчи да не можат, нели, да манипулираат со финансиските пазари. Зошто го зборувам ова? Затоа што од друга страна ние имаме актуелен градоначалник од коалицијата од СДСМ и ДУИ, кој што иако се наоѓа на црната листа и не може да влезе во Соединетите, сега една мала дигресија од Кочо. Да. Ангјушев, тој замислете ви располага со државни средства од државниот буџет. Тој ви користи средства од Биро за регионален развој, тој ви користи дотации, тој е одговорен за распишување на тендери. И не се случува една чудна ситуација дека во Македонија корупцијата се гледа од 8000 километри, од 5, 4, од 3, од 2000 километри, може да се види корупцијата во Македонија. Ако погледнете извештајот на Европската комисија, може од иста таква дистанца да се види нефункционирањето на институциите, тоа го гледаат сите, само не го гледаат нашите институции. Само не го гледаат нашите институции овде во Македонија и затоа имаме таква парадоксална ситуација, не само луѓе кои што не се осудени, туку и луѓе кои што вршат одредени политички функции и се задолжени за трошење на народните и државни пари да ни се наоѓаат на црните листи. Кочо Ангјушев за подсетување која што се гледа од 8, 5, 3, 2000 километри, а не може да ја видат нашите институции. За подсетување, Кочо Ангјушев беше втор човек, вице-премиер за економски прашања на влада на СДСМ и ДУИ. Значи, тој е човекот практично поврзаноста дека сето ова кое што сме го зборувале, имаше пресконференции дека се злоупотребува позицијата во која што се наоѓа менувањето на одредени закони од позиција на власт, закон за енергетика и слични закони од кои што вие имате одреден бенефит, менување на законот за градење за да можеше да се набават модуларните болници, тоа по себе повлече, односно можноста да се инсталираат модуларни болници бараше една промена на законот за градење во кој што поставување на вакви модуларни болници беше овозможено да биде, односно да се обавува здравствена дејност во привремени објекти. Да. Значи овде имате еден висок облик на тргување на влијание каде што највисоки државни функционери постапиле за да можете да остварите одредена финансиска корист. Господинот Ангјушев пред да влезе во политиката важеше за човек кој е универзитетски професор
и важеше за човек, за еден од ретките во државава кој создава иновативни бизниси. Зборуваме за бизниси каде што, например, тоа што тој го произведува се користи во Европа и е навистина последен крик на технологијата. Разочарувачки за неговата кариера е што одлучи да влезе во политиката и очигледно дека влегувањето во политиката него му го донесе ова. Дали има корупција? Америка вели да. Сега мора да има судска постапка. Мора да има судски постапки за тоа да се потврди и за Мерко, и за апсолутно. Тоа што се стави на црната листа и за Јордан Орце Камчев, за сите. Не значи ништо за македонскиот правен систем. И може да значи индиција. Агелер вчера имаше амбасадорката Агелер вчера имаше навистина една многу објективна изјава. Вели ќе следуваат повеќе назначување на оваа листа, но факт е дека нашите санкции не можат да ја поправат епидемијата на корупција во Македонија. Значи, од самите Соединети Американски држави доаѓа дека луѓе, корупцијата е ваш проблем. Вие треба да го решите. Ние не можеме да ви го решиме. Затоа што па од друга страна кај нас има една групација на луѓе која чека Америка да го реши овој проблем. Како ќе ти реши Америка проблем? Ме разбирате? И сега во ова гледаат толкување, ама знаете американците, тоа било поради тоа што вчера прочитав две смешни тези. Првата теза е дека Кочо Ангюшев бил ставен на црната листа затоа што ги споил Заев и Груевски во Австрија за да ја прават таа влада и да направат уставни измени, а втората верзија е дека бил ставен затоа што поради онаа средба на Христијан Мицкошки официјална што беше со Стопанската комора, каде што тој членува и каде што се говорело дека дуе коруптивен елемент. Сега, мене не ми е јасно како и овие две тези како теории на заговор што прават сега американците се шират од лево едната, од десно другата и од многу други правци. И од многу други правци, ама добро луѓе, како може да не ви текне дека да не е стаен ради корупција на листава за корупција. Иако ви да не сомневаме дека инструмента и на надворешна политика на Америка. Има и политичка димензија. Апсолутно. Тоа да не го забораваме. Но значи има сериозна таква димензија. Но затоа што сите што се обвинети за корупција не се на таа листа. Меѓутоа, овдека се анализираме од фактите што ги имаме. Тоа за средбата со Виена малку ми делува како Фауда, како Homeland, како такви филмови. Кум пети дел. Као Оливер Спасовски имал оперативец со Турција. Да. Така делува, да. Ама втората што беше? Таа средба на Стопанска која фамозната најнормална лидер на партија среќа со Ама не било испадна дека било во седиштето на комората и дека биле 20 повикани. Така нешто. Да, и тацоп не било. И од тоа направија тоа. Че Кочо е стаен на црна листа поради сомневање за корупција, не поради политика. Да, и разберете за Македонија Кочо е во моментов човек кој што тука делува, тука прави бизнис, тоа е тоа. Значи, до сега точно. Нашите закони велат дека неговиот нашиот правен систем вели дека неговите бизниси се легални и легитимни, тоа е тоа. Додека обвинителство и МВР не постапи, претпоставам дека што може сега да направи обвинителство, може да ги замоли американските колеги дојде што е работава. Исто и бизнисов. Но допрен глас, нели? Исто е глас. Според нашиот според нашиот судски систем и универзитетот на Мерко е легален и легитимен. Така е. И тоа е исто исправен граѓанин. Дотолку повеќе па се јави една мала критика и до сад од цело ДУИ, само Мерко на црната листа вака многу поштени излегуваат овие од ДУИ. Како да кажам се. Меѓутоа ве кажавме, не може Соединетите Американски држави или било како наш стратешки партнер да се грижат за целосно функционирање на системот. Мислам тоа не ни сакаат. Да, тоа е ниту можат, ниту сакаат. Абсурдно да се очекува. За жал кај нас единствено сериозно се сваѓаат пораките кои ќе дојдат од амбасадори. Никако да започнеме самите себе си сериозно да се сваќаме. Гледате, дури и на нивни повици тие следуваат секакви спинови. Требаше да бидете во собрание кога се читаше извештајот на Европската комисија, најпоразителен извештај до сега, во кој што пратениците од власта го толкуваат како сами да си го
превеле како сами да се го сами да практично да Друго нешто да читале, да. Да се интонира би рекол тонот кој што го има во европскиот извештај. И не само тоа, по излегување на европскиот извештај, сега да не мислите дека правам дигресија, меѓутоа една мала споредба. Не, јасно. По излегување на европскиот извештај, тај МК беше загаден со вести дека ВМРО ДПМН е одговорно за лошиот извештај. Извештајот за функционирањето на државата, не за функционирање на политичка партија. Тоа била подготвена операција од нивните прес-служби која што пропадна. Овие спинови за кои што зборуваме сега. Од тие кои не се. Од истите кои не се. Само што тоа па не излезе во Европа, што е лудо. Вие имате тоа да го повик пуштиш, нели? Го ставате на црната листа за корупција, кога зборуваме корупција, секој јасно ги знае дефинициите за корупција, односно тоа е поврзаноста на бизнисот со оние кои што остварува и се вршители на извршната власт. За да имате корупција, вие во друг случај немате корупција. Така. Не можете да имате корупција. Вие мора со вашиот бизнис да имате влијание врз оној кој што донесува одлуки. И врз трошењето на јавни пари. Така, и трошењето на јавни пари. Така да, безпредметно е таквото спинување. Мислам, таквото спинување не оди во корист ниту на државата, ниту на граѓаните, ниту на државниот буџет, најмалку на правниот поредок и на правната. Тоа може да оди во корист токму на оние кои што се вклучени во процесот на корупција. Тука не треба да забораваме оваа пресудата со Ирала. И тука мислам дека имало една димензија. Таа пресуда се сама по себе е, иако не сум навлегол сега да бидам вака. Не, јасно, ама се објективен, кои димензии ги имам високо мислење, иако беше напаѓана судиката, имам вистина високо мислење за таа судика. Мене ме судила против Џабир Дерали, пресудата беше многу објективна во моја полза. Не можам сега да зборувам дека женава е ваква или онаква, иако делот, нели, јавноста се дрзна тоа да го прави. Сега таа пресуда има повеќе постулати. Таму велатирала не е медиум затоа што е онлайн медиум, нешто што и нашиот закон го вели тоа. Ние законски не ни се регулирани онлайн медиумите, така што судијата суди по закон, не по перцепции. Точно. Знаете. Точно. И сега да не навлегуваме во сето тоа. Суштината е дека ние се наоѓаме во една фаза во која има една политика на некажнивост. И ова што го видовме, што не потресе сите, и ова е продукт на политика на неказнивост. Човек кој 30 години, кој знае колку кривични пријави, кој знае колку обвиненија избегнал, кој знае колку проблем, да. И на крај станал толку моќен до ниво да може да го прави ова, затоа што не одговарал за ништо претходно. А може би не го правил ни ова прв. Тоа е суштината. Левков, да се вратиме на собранието, ова што го спомнавте, извештајот завршија двете комисии, собранието го разгледа. Заклучоци донесени се во собранието околу извештајот? Не се донесени, мислам дека тешко дека ќе бидат усогласени. Ние дури во текот на денот имавме диаметрално, би рекол, спротивни толкување на она што го гледаме. Овие од власта едноставно одбиваат да го видат тоа со реален диоптер, односно да извлечат некои поуки. Рековме, ако ги квантифицираме оценките, најниска оценка до сега е 1,52, во историјата најниска оценка. Од 31 поглавје 9 единици, уште толку од прилика нули. Тоа се катастрофални податоци. И сега на тие податоци ви излегувате и велите опозицијата е виновна, и ние поставивме прашање зошто. Ние сме блокирале. И сега, нели, ние предложивме, ако правиме анализа, да ја направиме до крај анализата. Кој од законите кои што се блокирани ја спречи Македонија кон Европскиот пат? Дали законот за работни односи со кој што се предвидуваше продолжување на мандат на суди и јавни обвинители? Тоа го блокиравме. Нека ни објаснат како тоа ја спречи Македонија. Дали оние законите за опојни дроги, за марихуана, нека ни објаснат како тоа ја спречи. А тоа беше со европско знаменце. Европско знаменце, да. Шверцување практично шверцување на одредби. Добро, не поднесе оставка претседателот на комисијата за европски прашања после оној извештај?
Кај што кажа, тук тоа е за председател на собрание да поднесе оставка. Не знам дали знаете што се случи. 2 дена по доаѓање на извештајот на историски најлошиот извештај, власта во кој што под еден се критикува злоупотребата на европско знаменце, ќе потсетаме вас јавност, измените на кривичен законник за кој што споменавте, во кој што се избриша ставот 5 од членот 353 кој што се однесува на јавните набавки, не се случи токму со европско знаменце. Токму со европско знаменце. И 2 дена после критиките стигна 2 нови заеми во собрание со европско знаменце. Невидено нешто. Закон за заем, закон со кој барате да се позаемите, кој што ви стигат со европско знаменце. Како можете да се усогласувате со регулатива? За среќа, апелиравме, повикавме, истите беа повлечени. Меѓутоа, самиот момент, самиот сигнал дека по добивање на ваков извештај вие подготвувате во влада 2 закони кои што ги означувате со европско знаменце, ги носите во секретаријат некој да ги потпише дека се усогласени, ви кажува со какви луѓе си имате работа. Арбер Адеми, значи не само што не поднесе оставка, туку дрскоста продолжува на целата екипа. Знаете дека тие сами себе се брендираа дека се некаков европски како го рекоа Европски фронт, како го нарекоа тоа Липчо? И сега тешко се излегува. Види сега во денот тешко се излегува тој. Обично ја кога ќе го слушнам зборот фронт. Да. Се фаќам за пиштол условно кажано. За микрофон се фаќам затоа што прво тој термин не кореспондира со 21 век во кој нели треба да бидеме сите цивилизирани, не да војуваме, туку да полемизираме, да дебатираме, да застапуваме нели вредности. А они го користат терминот фронт као да ќе одат не баре во војна. Ама еве, очигледно и целата таа атмосфера што се креира во јавноста као да одат во војна, а не на избори. Ама добрата вест е дека завршува веќе готоа. Истече мандатот и нема да ги гледаме, уште малце време остана. И собранието буџетот влезе во собранието, до кога треба да го усвоите, како е предвидено? Има одреден рок, сега во моментот е на Комисија за финансирање и буџет, има уште еден ден ми се чини општа расправа. Значи пред нова година. Почнуваме со амандманска расправа која што ќе трае уште некој ден, околу 20 од прилика би требало да дојде на пленарна седница и таму расправата трае најмногу 5 работни дена. Очекуваме 24, 5, 6, зависно од нели динамиката дали ќе излезе некој друг закон, на пример изборниот законник или некои други приоритетни закони кои што би можеле да се појават, меѓутоа тогаш би требало да иде на брза трак. Би требало да заврши ова со буџетот. Изборниот законник само технички детали се менуваат, што зборавте? Да, само технички препораките на значи нема ништо. Да, нема. А што бидна со последниот член на ДИК? Огласот беше распишан, претпоставам дека комисијата за избори и менувања треба да се сретне и да предложи кандидат. Да, мислам дека треба, се уште не е таа работа за жал и не завршена, не знам зошто, според сите нас јасни се одредбите, јасно е дека и припаѓа на албанската опозиција, се знае кој се. Кој се опозиција, ако знае кој е кандидатот. Да, ако не знаете, ќе отворите страната на собрание, .мк, има една листа на политички партии кои се на власт, кои се во опозиција и така. Добро, ова е, значи влекуваме во предизборие полека. Да, многу мандатот се потроши, потрошен е мандатот. Како влез направивме во предизборие? За жал. Вака сега да не зборам, значи. Но еден влез што направивме. Прашањето е собранието ќе работи додека не се усвои буџет, значи некаде пред нова година. Потоа? Да, продолжува со работа, станува збор за редовни избори. Добро. Значи ако станува збор за редовни избори, во тој случај не се распуштат, едноставно започнуваат да течат роковите. Ако станува збор за предвремени избори, тогаш ќе требаше да се распушти собранието за да може да се одрат. Нема од нова година пауза некаде дока па се очекува да имаме нели според оваа динамика која што е договорена, треба да имаме техничка влада, односно промена на премиер и двајца министри и на заменици,
колку и да е тоа проблематично, ние повикавме тоа да биде избришено затоа што нашиот правен систем не познава заменици министри со поврзан подпис. Станува збор за една дивоградба која што беше направена специјално за 2016, дури во самиот закон за влада во одредени одредби пише од 2016. Колку и да повикувавме, не се согласуваат, велат во некој друг мандат. Во ред, еднаш имавме и предложено во јануари 2022 таков предлог, истиот беше одбиен затоа што имаше некои коментари зошто сега ви текна, затоа ја потсетуваме јавноста дека имавме дури пред една година истиот и дека сме конзистентни на тој став и тогаш беше одбиено и еве и сега е одбиено, меѓутоа ако тоа се правилата на игра, најверојатно и ќе учествуваме, меѓутоа тоа дополнително ќе се анализира. Кост бенефитот на таквата одлука, меѓутоа како и да е 28 јануари мислам дека е некаде од прилика последниот датум кога ќе треба да се случи да се избере. Да. Останува она што излиза во јавноста, Талат Џафери и Јован Митревски. Ротација. Најпрви има една изјава дека ќе биде жена, потоа последно она кое што гледаме од брифирањето особено на албанските медиуми е дека ќе биде Талат Џафери. За кој од тоа ќе вистината, дали ќе е жена, дали ќе меѓутоа не знаеме само живееме во 21 век. Ивица, ја би сакал уште првиот ден кој ќе стане премиер да го викнеме Талат во студио да му кажам господине Џафери, вие сте најасалниот премиер од 2017 па навам. А тоа е држи. Кој ќе стане? Од 2017 па наваму. Стварно најасален. Иако ќе биде само 100 дена, нели, преоден. Самиот чин дека ВМРО не може да го каже. Партијата која што не би се не би се служил. Партијата кој е поасален еве? Ковачевски, Заев и сега знаете како ќе бираме кој е најбело од црното. Значи имаме 10 црни блузи, сега ај кажете кој беше една така на кај теге тудир малку. Сега може да изгледа, ама далеко од бело. Сега најдобар да употребиме за Талат, ја не би го употребувал. Гледаме што се случува во собрание. Немате седница на која што не ви е прекршен деловникот. Не знаете каде ви е предлогот за промена на устав. Стои во фиоките на Талат, иако си има една посебна глава во деловникот која што предвидува како ќе се чува. Имате комисии на кои што го укинаа практично правото за процедурална забелешка на Комисија за европски прашања. Не можете да дадете процедурална забелешка. Имале состанок тие, јавно кажа на национална телевизија, јас бев со колешката која што е заменик председател на Комисијата за европски прашања. Како одлучивте да го кинете правото? Имавме состанок, кажат, Армен Адеми, Талат Џафери и јас и одлучивме дека нема право на процедурална забелешка. Таков деловник бранио ние у собрание, да знаете. Деловник кој што го направи Талат да биде практично султан во собранието, тоа го брани. Тоа се брани. ВМРО не слага со мојата констатација. Најдобриот од најлошите. Најдобриот од најлошите, да. Како беше најмалото зло, како каде е. Ама добро, барем ако ништо друго, законот се кажува јасно што може да направи преоден премиер и преодна влада. Да. Тука е многу јасно утврдено, така што претпоставам дека символот Дуи ќе го добие, имале премиер, и тоа беше целата приказна. Партијата која што во последните години, сами знаете, нема ден да не е вклучена во некој скандал. Скандал, да. Нема инвеститор неизин финансиски кој што не си добива тендери, иако тоа е спротивно на сите правила, тоа за Дуи не важи. Сега таа најкомпрометирана политичка партија ќе во овие времења ќе успее да до кај стигна Липчо, до кај стигна она електричните автомобили фабриката од Тетово? Нашиот Елон Маск го стаја на црна листа американци. Не бе тој, сега тоа е другиот, нели, да стане беше таму. Види, Ивица, таму е Безос. Таму секој нормален уште кога го види тоа се знаеше дека тоа нема да се деси, значи. Добро. Тоа е тоа. Левков, усогласни ли се решенијата со кои што позицијата ќе влезе во владата или да ќе почекаме после нова година? Кога ќе те викнеме во емисија? Да, ќе почекаме. Добро. Ви реков дека ќе се направи анализа, ако се такви правила, ќе најверојатно ќе. Значи, остануваме и нови избори со ова ни риба ни девојка техничка влада решение. Да. Едно несретно решение, ама тоа е тоа се што.
Ние рековме, излеговме во јавноста, сметаме дека граѓаните, стопанството, економијата не треба да бидат жртви на политички пазарења, постојани политички пазарења, затоа што техничката влада на крајот на денот ви уште едно големо партиско пазарење. Тоа што ќе замените еден пример со друг ви е задоволување на партиски апетити, тоа не е задоволување на барање од стопанството, од економијата или од здравството. Имајќи предвид дека вие имате постојано еден луциден став, и како пратеник, и како политичар, ме интересира да прокоментирате една работа која што повторно кружи низ политичката чаршија, имено вели да ВМРО ДПМН ќе победи, но нема да даде премиер. Тоа е ова сега, да го разглобиме, како вие гледате на таа гласина. Ќе ви кажам, многу важна, според мене многу важен дел од нивната тактика. Што се случува? Тие повикуваат на коалициите. Тие ќе ви кажат дали имате или немате коалицијски капацитет. Ќе ви потсетам дека Ковачевски во моментот е неизбран премиерот од страна на народ, туку станува премиер како резултат на коалицијски договори. Што се случува? Која ми е поентата? На изборите кои што и доаѓаат, имаме непосредни избори на кои народот излегува и непосредно гласа. Кога непосредно гласате, на прво место е волјата на народот. Тие се убедуваат со замена на тези да ја сокријат волјата на народот како непостоечка и да разговараат за волјата на политичките субјекти и на политичките партии. Кога зборувате нели за коалицијски капацитет, вие едноставно заборавате дека треба да гласа народ, односно тежината ја давате на партиските лидери, нели кога зборувате за коалиција, можност да прават коалицијски договори паѓаат на лидерите. Односно станува збор за автократија, малкумина кои што владеат наспроти народот и одлуките кои што ги донесува народ. Пред нас престојат непосредни избори. Олигархија, малкумина. Непосредни избори на кои што народот ќе каже. Знаете колку значат коалицијските лидери пред гласот на народот? Толку што ќе добијат гласови? Апсолутно. Секое повикување на факторот коалиција наспроти фактор народ пред избори глас, така кажува една работа, дека вие се плашите од народот, имате доверба во малкумина кои што ќе можете да ги договарате, купите, преговарате со нив и така натаму, затоа што со народот не може така лесно. Со народот имате време, месеци, буџет, сума да испорачате резултати. И ако не ги испорачате, ќе ви се случи тоа што ќе ви се со други зборови, ви се случи. Часот 0 за формирање коалиција, 8 часот вечерта на 8 мај завршуваат изборите, ќе почекаме час-два да видиме кои се резултатите, тоа е тоа. Како ќе определи народот? Коалициите и партиите ја следат народната волја. Тоа е тоа. Народната волја опозицијски настроена во моментот, да. Настроена, да. Власта си оди. Тоа е факт. Тоа е непобитен факт. Ако некој сака да се сокрие позади некакви празни флоскули, станува збор или за спин, или за човек кој што не ја гледа добро реалност. И од едното и од другото немате фајта подалеку од такви. Од прилика да завршиме тука полека. Ја мислам тука да завршуваме полека, затоа што дознавме еве што е вчера направено. Ја вртиме страница Липчо. Сега без разлика на се, ова е политичка емисија. Сега во делов на Црна хроника ке заради интересот на јавноста мораме и тоа да го зборуваме. Да. Меѓутоа време од утре да ја свртиме, нели, да ја свртиме страницата, затоа што со тоа, освен што ќе пробаме да ја дадеме мир на јавноста, ќе им дадеме мир и на семејствата на загинатите. Предстои еден навистина тежок судски процес за целата јавност во Македонија. Ќе биде тоа одвратно за гледање. Не смееме да дозволиме ова да навлезе во политиката и ова да биде политичка тема, затоа што ако ова е политиката, тогаш психопатија е политиката. Не е ова политиката, во ред. Ајде. Политиката се решение, политиката се... Не, политиката решение ќе заврши ова. Политиката е напредок, политиката е развој, политиката е соочување на концепти и на идеи. Да се задржиме на тоа, од утре да вртиме страница во однос на ова прашање. Ќе биде малце тешко да се бориме со медиумските
лами во државата кои сите сега ќе се возат на темава со недели, со месеци. Нема од тоа ништо да добие македонското општество, единствено што треба да бараме тоа е правда, не теории, не концепти, треба да за ова да бараме правда. Кога ќе биде задоволена правдата, тогаш сите ние ќе може мирно да живееме. Се друго, секоја друга политика, дали било тоа да го обвините на пресконференција градоначалникот на Карбинци противзаконски да им облечете камбилизони, да ги ишишате, да зборувате за вакви или онакви теми, тоа не е правда, тоа е една таква дневна политика. Истото важи, за жал, и за други политички чинители. Во земјава кои сега меѓусебно се пресметуваат на ова, доста беше. Оставете на судот, оставете на обвинителството да си ја завршат својата работа. Ивица, затвараме. Ја затвараме темата, утре одиме со друга тема, а предизборието си е предизборие. Утре малку на економија ќе заврти. Ќе видиме. Добро, ќе видиме. Утре или во понеделник. Ќе видиме. Добро. Почитувани слушатели, останете со 107,4 FM, останете разумни, останете при себе, затоа што оваа земја е оставена на вас.